Струјата дефинитивно ќе не изгори оваа зима, зашто власта е неспособна да менаџира со енергетските компании кои се дават во долгови, пари кои треба да ги плати народот. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски рече дека покрај досегашните 30%, од 1 јули граѓаните ќе плаќаат повеќе од 10% поскапа струја, зашто владата го преспала периодот кога другите земји активно работеле на проблемот. Како причина за новото поскапување, Мицкоски рече дека багерите на рек Битола не ископуваат јаглен зашто се поплавени. Цената на уличното осветлување гори и преку ден, како и малото производство на електрична енергија. Уличното осветлување вкупно потрошило 90 гигават часови електрична енергија, или тоа во проценти е 1,32% од вкупно потрошената електрична енергија, или како што граѓаните нарекуваат струја. Математички е невозможно да поскапе цената на струјата 10%, ако само уделот на јавното осветлување е 10-кратно помал од тоа што на памет, за жал, го зборуваат овие кои што на дневна основа ги договараат во 4 очи тендерите на грбот на народот. Дека состојбата во рек Битола не чини, Мицкоски покажа фотографии од поплавата каде јасно се гледа како сите машини се удавени во вода, а штетата вели на дневно ниво поради поплавата се брои во милиони евра. Инаку силното невреме предизвика големи сливови на водата кај рудникот Суводол, од каде се носат најголемите количини јаглен за рек Битола. Ова е состојбата, почитувани медиуми, во рек Битола од вчера. Гледате како овие енергетски и рударски машини кои што треба да копаат јаглен, тоа се багерите и транспортните траки, практично се поплавени со вода. Сигурно ќе го поставите прашањето зошто се поплавени со вода, затоа што на време не се подготвени јамите и затоа што на време не е направено одводнувањето. За тоа треба знаење, за тоа треба проект и нормално за тоа треба некој да има вештина. За колку толку да се ублажи ударот, решението на ВМРО ДПМН е за проблемот со зголемените сметки на струја е земјава да се врати на производството на електрична енергија од 2019 година. Паралелно, власта не подготвува за нов ценовен шок, кој според регулаторот е неминовен и ќе биде резултат на еден куп натрупани државни трошоци. Процентот од 10% поскапа струја може да биде и доста повисок. Оти пресметките на загубите на енергетските компании се уште се разгледуваат. За сега не се знае колкав ќе биде уделот на струјата кој државните електрани ќе го испорачаат на универзалниот снабдувач. Паралелно привршува и изработката на новите правилници за нови тарифи за пресметка на цената на струјата. Домаќинствата кои ќе трошат повеќе, правилниците предвидуваат и поскапо плаќање.